Со појавата на коронавирусот и прогласувањето на воредна и кризна состојба со ограничување на бројот на патници кои што можат да се возат во автобус, а тоа се само 50% од капацитетот на седишта, жителите на општина Македонска Каменица се видно разочарани и е многу реален проблем, што има големо влијание на финансиската состојба во семејните буџети. Тоа што исчезнаа редовните автобуски линии кои идеа од Берово до Скопје, каменичани прашуваат до кога ќе мора да патуваат со такси и до најблиските соседни градови, а не пак до Штип или Скопје за не дај Боже здравствена потреба од секундарно или терцијарно здравство, што е многу битно за доброто здравје. А уште поголем проблем представува во семејствата кои имаат еден или два студента во фамилијата, како да обезбедат пари и со што да отидат до својот факултет. Иако поголемиот дел од образовниот процес се одвива преку интернет, има ситуација кога мора лично да се појават таму. Па мислам дека треба, ние тука за превоз за Кочани и за Делчево, освен такси, друго превоз немаме. Ретко се тие. Мисла дека ретко секој може, некој може, ама сите не можат да си дозволат да платат сами такси да се возат. Би требало што е може побрже, затоа што нема со што да се вози. Треба се еден сам такси да плати, мисла дека е скапо. Па да, треба да има автобуси, редовна линија да си има Каменица Кочани, исто и за Скопје. Студентите не можат да одат со толку финансии, треба малце поевтино да е, мислам, со автобус, поевтино за секој го тоа знае. Дека не може со такси да се патува. Автобуски линии? Да. Да, може да се уведе да има. Треба да има, да се стави да патуват. Некој ќе може да постави да спроведе, ама некој не може, има маленки пензии. Не е се исто. Не може, свет има со малечки пензии, не може да обстанат лекови да земат. Екипата на Емнет телевизија побара став и од другата страна на проблемот и успеавме да стапиме во контакт со една од компаниите од крајниот исток кои се занимава со автобуски транспорт. Прашавме зошто нема автобуски линии кои би минувале од Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, па се до крајната дестинација главниот град Скопје, како и што беше во минатото. За жал, поради строгите законски регулативи, односно добивањето на линија е скоро и невозможно со законите што важат во транспорт и врски. Нашата линија е само од Пехчево, Виница до Скопје директна и назад. Затоа и кобуриме и ние со патници, посебно сега во периодот на пандемијата, со 50% сме обврзани да возиме од капацитет, што економски е воопшто неисплатливо. Одржуваме колку вработените да имаат што да работат, за да не ги испуштиме од работа, се одржуваме колку само да може, а и тоа не е доволно да си ги покриеме трошоците. Ние би одели, например, и преку Каменица, и преку Делчево, ама да имаме законска можност. Сега немаме в моментот. Иначе, реално па за нас, кад превозници, е катастрофа. Ти да тргнеш с автобус од 50 души, оне да сме ошли за 27-8 човека, двотројца повеќе, мора и минибус да пушиш од пакот. Сопред казните са страшни. Како што кажа од компанијата, поради строгите мерки, намалениот капацитет на патници кои што може да се превезува за заштита од COVID-19, а и економската неисплатливост се само дел од причините што нема редовни автобуски линии, а оние кои имаат потреба од патување, ќе мора да одвојат повеќе пари за транспортни трошоци, единствено со некое такси возило, барем уште одредено време.